благодарам што гледате вести на Слободен печат. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Се тресе прилепското здравство, уапсени 20 лица. Во координирана акција на Управата за финансиска полиција и Основното јавно обвинителство Прилеп, утрово се приведени повеќе од 20 лица, меѓу кои има и поранешни директори и раководни лица од Прилепската болница. Од обвинителството потврдуваат дека акцијата се спроведува по нивна наредба и насоки и дека во моментот се превземаат истражни дејствија поврзани со можни злоупотреби во работењето на јавната здравствена установа во Прилеп. Ни се закануваат затоа што ја кажуваме вистината. Ова го изјавија во емисијата Претрес со Ландов активистите на Сапорт Кочани, кои укажуваат на проблемите со кои се соочуваат на несоодветниот однос на новата директорка на болницата, која дури и ја вртала главата од нив, но и за пожртвуваноста на дел од медицинскиот персонал. Ние имаме дури и закани, бидејќи многу сме зборувале, а ние ја говориме вистината, велат од Сапорт Кочани. Тие велат дека ништо не може да ги поколеба во нивните напори и нивната мисија. Ниту пеплосаните тела на 63 млади луѓе во кочанската дискотека Пулс и лузните на стотици млади што вечерта на 16 март ги пееја песните на музичкиот бенд ДНК, ниту солзите и гневот на мајките што секоја сабота по улиците молат за правда и поддршка, ниту тоа што никој од власта не поднесе оставка, ниту тоа што никогаш ниту еден представник од нив не дојде на ниту еден марш со родителите. Не направи речиси никаква разлика. Кочанчани во неделата во релативно голем број излегоа на изборите за локална власт и гласаа најмногу за Владко Грозданов, кандидат на владеачката ВМРО ДПМНЕ. Во вториот круг тој ќе се бори со ВД градоначалникот Венко Крстевски, кој е независен кандидат. Најголемата трагедија во поновата македонска историја не ги премисли граѓаните. Тие излегоа и гласаа. Морничавите слики вгнездени во колективната меморија на граѓаните очигледно не допреа до 5641 кочанчанец што го заокружија бројчето пред лекарот Грозданов. Иако речиси секојдневно ги гледаат некролозите на загинатите и младите деца со лузни, како и нивните родители кои се почесто на кочанските гробишта отколку каде било на друго место во градот. Темата е на Фросина Факова Серафиновиќ. Избори се редат, изборниот законник си чека да биде променет. Нејасно е дали и кога Македонија ќе добие нов изборен законник, зашто по секој изборен циклус Министерството за правда и партиите најавуваат нови изборни правила и си ја префрлаат топката околу одговорноста зошто не се имплементирани ниту препораките од ОПСЕ и ОДИХР. Од тука неизвестно е и дали и кога сите партии кои учествуваат на избори ќе имаат пристап до платено рекламирање, колку потписи се потребни за независните да настапат на избори, дали цензусите за претседателските и за локалните избори од 40, односно од 33% се превисоки, дали е потребна промена на изборниот модел, отворени листи и така натаму. За ова истражува Мариела Трајковска. Потребен е јасен став. Дали ли треба текстилна индустрија? Прашуваат од Гласен текстилец. Национална стратегија за трансформација на текстилната индустрија да донесе Министерството за економија и труд во координација со синдикатите и граѓанските организации, бара Гласен текстилец. Од ова здружение посочуваат дека процесот на изработка на стратегијата треба да биде транспарентен и инклузивен, според моделот на Борос, Шведска, со вклучување на сите засегнати страни. Колку за подсетување, последната државна стратегија за овој сектор датира од 2007 година. На ова работеше Сонја Кириджиевска. Министерството за здравство информира дека за вакцинација против сезонски грип се пријавени околу 60.000 граѓани, а досега се вакцинирани над 8.000 лица. Вакцинацијата се спроведува на вкупно 35 вакцинални пункта низ државата, од кои 5 се во Скопје. Сите заинтересирани граѓани можат да се пријават преку апликацијата вакцинација.мк или преку матичниот лекар. Со бесплатната вакцинација се опфатени ризичните категории население.
Во организација на Министерството, превентивни тимови од здравствените установи низ државата започнаа со вакцинација против сезонски грип и во домашни услови на повозрасни и неподвижни лица, како и на лица со попреченост. Расте депонијата пред комплексот Джевахир. Никој не го чисти ѓубрето. Станарите на зградите од комплексот Джевахир Sky City веќе неколку недели, како и целиот главен град, се соочуваат со огромен проблем. Комунална хигиена не го собира отпадот пред комплексот и според фотографиите што ги добивме, веќе е создадена огромна дива депонија каде кој ќе стигне остава ѓубре. На фотографиите што ги доби Слободен печат, може да се забележи дека отпадот е насекаде, внатре во контејнерите пред нив, од страна, па дури зад нив, каде што ситуацијата е најлоша, бидејќи сметот е наталожен по зелената површина. Навистина грда слика за секој што минува и живее на оваа локација. На ова работеше Филип Ноколов. Владата и основното јавно обвинителство најавија вонреден надзор во комунална хигиена. Проблемот со несобирањето на комуналниот отпад во Скопје ја алармира владата, која на седница донесе заклучок за иден вонреден инспекцијски надзор во јавното предпријатие комунална хигиена. Според соопштението, инспекцијскиот надзор ќе се врши во координација со МВР и неколку државни инспекторати, а ќе се испитуваат условите кои представуваат опасност по здравјето на граѓаните. Истовремено и основното јавно обвинителство Скопје отвори постапка за евентуално кривично дело. По некоја пиперка и домат или главица кромит, колку за салата. Неколку гроздови, грст јаболка или лубеница за подпазува. Кражбите на зеленчук од македонските ниви се спорадични и мали, така што не заслужуваат третман во полициските билтени, а упатените велат дека тоа е и поради фактот дека малку се сади, а никој не сака да ризикува да биде уапсен за малку храна. Нема почва за руралниот криминал во Македонија, вели за Слободен печат агрономот Ристо Велков. Велков издвојува интересен случај на кражба на околу 150 килограми тутун, што на сопственикот му нанел штета од неколку десетици илјади денари. Прочитајте повеќе од Соја Кереджиевска. Српскиот претседател Александар Вучик изјави дека изборите во 2026 година ќе бидат најважните избори во модерната иднина на Србија, но не прецизираше кога ќе бидат распишани тие парламентарни избори. Иако студентите во блокада и граѓаните кои ги поддржуваат веќе неколку месеци бараат нивно распишување. Вучик ги замоли поддржувачите, членовите на СНС, да се борат уште посилно за земјата на тие избори, кога и да се, и им вети лична помош, иако, како што рече, повеќе не може да се кандидира за претседател на Србија. Илјадници жители на Чачак вчера вечер ги поздравија студентите од Нови Пазар, кои пешачат кон Нови Сад и им приредија величествен дочак. На влезот во Чачак, тие беа пречекани од моторџии со огновет. Долги колони од жители на Чачак со аплауз и со прегратки ги поздравија студентите кои одат пеш во акцијата 16 дена за 16 жртви. Студентите од Нови Пазар го започнаа своето патување кон Нови Сад на 16 октомври. Руската војска синоќа изврши ракетни напади со балистички проектили врз цели во главниот град на Украина. Во нападите најмалку 20 загинаа, а 13 се повредени. Според информациите на градоначалникот на Киев Виталий Кличко, во текот на ноќта руските ракетни напади предизвикаа пожари низ неколку области на украинскиот главен град, при што се запалија автомобили и делови од згради. Во текот на ноќта, градоначалникот Кличко постојано апелираше до граѓаните на Киев да останат во засолништа се додека трае воздушната тревога. А Доналд Трамп потврди дека засега нема да има втор самит со Владимир Путин, велејќи дека не сака уште еден залудно потрошен состанок. Трамп навести дека клучна пречка останува одбивањето на Русија да ги прекине борбите на сегашната линија на фронтот. Висок функционер на Белата куќа претходно кажа дека нема планови за средба Трамп-Путин во блиска иднина.
Перуанскиот председател Хозе Хари прогласи вонредна состојба во Лима во трајање од 30 дена, во обид да го запре бранот насилство што ја тресе земјата и придонесува за социјални немири. Војните се добиваат со дела, а не со зборови, рече Хари, додавајќи дека владата преминува од одбрана во офанзива во борбата против организираниот криминал. Лувр ја процени вредноста на украдените експонати на 88 милиони евра, но нивното историско и културно значење е непроценливо. Штетата е огромна, иако кратците нема да можат да добијат ниту приближна сума, доколку се обидат да ги растопат вредните парчиња. Дури иако накетот биде продаден на црниот пазар, вредноста нема да достигне ни дел од таа проценка, нагласи обвинителката. Во истрагата се вклучени околу 100 инспектори, а не се исклучува можноста дека во планирањето на кражбата учествувале повеќе лица покрај четворицата директни извршители. Технолошкиот гигант Apple го престигна Microsoft и стана втора највредна компанија во светот. Брзото зголемување на акциите ја крена пазарната вредност на компанијата близу до границата од 4 трилиони долари за прв пат во историјата. Акциите на Apple се зголемија за 3,9% и достигна рекордна вредност од 262,24 долари. Овој пораст беше поттикнат од зголемената побарувачка за најновиот модел iPhone 17. Иако вредноста на акциите скокна, Apple се уште се соочува со ризик од трговска војна, бидејќи во голема мера се потпира на производството во Кина. Ова беше последната информација во вестите на Слободен печат. Повеќе вести ќе најдете на нашиот сајт. Благодарам на вниманието и на довербата.